Минути за урбани вести. Добродојдовте. Скопје бил најпосетен град во земјава од странски туристи во октомври годинава. Според податоците на Државниот завод за статистика, Скопје го посетиле 27.849 странски туристи, со остварени 49.110 ноќевања. Ова е веста на денот. Во продолжение следува генералната најава. Нова фитнес зона во општина Ѓорче Петров. Представени кумот и здравичерот за Бадник 2019. И покрај кампањите и законските казни, петардите повторно ја најавуваат новата година. Почна пријавувањето за најубаво украсени објекти во општина Газибаба. Жителите на општина Ѓорче Петров денеска добија современа фитнес зона на отворено, која располага со повеќе справи за вежбање, од кои едната е за лица со посебни потреби. Фитнес зоната е направена од страна на Агенцијата за млади и спорт и општина Ѓорче Петров. Во општина Ѓорче Петров денеска беше пуштена во употреба првата современа фитнес зона на отворено, која се наоѓа наспроти црквата Свети Петар и Павле. Фитнес зоната располага со повеќе справи за вежбање, од кои едната е за лица со посебни потреби. Инаку фитнес зоната е направена во соработка со Агенцијата за млади и спорт и општина Ѓорче Петров. Директорот на агенцијата Дарко Каевски истакна дека целта е вакви фитнес зони за спорт и рекреација да се отворат во повеќе општини за да се рекреираат младите, да излезат да спортуваат и да се тргнат од компјутерите. А оваа фитнес зона е на локација која е лесно достапна за граѓаните и истата може да ја користат граѓани од сите возрасти. Ова е фитнес зона која што е составена од 9 справи, меѓу кои една е за лица со посебни потреби, што значи направивме целосна инклузија за сите граѓани на Република Македонија да дојдат да спортуваат, да се рекреираат и ова е еден од проектите кој што е наменет за секако за подигнување на спортската инфраструктура во Република Македонија, но и првенствено да ги подигнеме спортските услови и стандардите во спортот во нашата држава. Дополнително продолжуваме и во 2019 година, првенствено со активности кои што се наменети за спортот, како што се школските базени, но секако тука ќе влезат и малските игралишта за баскет, за 3х3, што значи целосно навлагаме во суштината на проблемот првенствено во спортската инфраструктура, каде што ќе имаме за цел да ги поттикнеме младите првенствено да излезат, да спортуваат, да ги остават своите компјутери и смарт телефони во насока да можат да спортуваат и секако да водат здрав начин на живот. Председателот на Советот на општина Ѓорче Петров истакна дека овие маалски спортски катчиња придонесуваат да се развијат здравите навики кај граѓаните, да спортуваат и да се рекреираат. Отворањето на фитнес зоната на отворено е само продолжување на проектите кои имаат за цел да ги мотивираат младите да спортуваат, да се развиваат, да тренираат и да постигнуваат подобри резултати. Во спортот нема политика, има само талент и напорна работа. Преку отварањето на спортските терени и спортските игралишта, како што е примерот со оваа тука спортска зона, сака на сите да им се даде шанса бесплатно да спортуваат, да се надградуваат. Инаку вакви фитнес зони досега се отворени и во општините Карпош, Газибаба и во Чаир, а како што додаде директорот Каевски, во иднина ќе бидат отворени и во повеќе општини, не само во Скопје, туку и низ целата држава. Во основното училиште Александар Македонски денеска почна да се спроведува проектот Превенирање на насилното однесување во основните училишта. Целта на проектот е наставниците во основните училишта да се стекнат со ефикасни стратегии за полесно препознавање на насилни ситуации во нивните училишта. Во основното училиште Александар Македонски денеска почна да се спроведува проектот Превенирање на насилното однесување во основните училишта во организација на општина Аеродром и Институтот за европски, образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе. Во рамки на проектот ќе се одржат 3 семинари на кои реномирани универзитетски професори ќе им помогнат на наставниците од оделенска и од предметна настава, како и на стручните соработници од основните училишта на територија на општина Аеродром, преку интерактивна дискусија, да ги надградат своите знаења и да разменат искуства. Целта на проектот, како што информира општина Аеродром, е наставниците во основните училишта да се стекнат со ефикасни стратегии за полесно препознавање на насилни ситуации во нивните училишта. Во текот на семинарот ќе се обработуваат повеќе теми, како правата на децата,
правни, социолошки, психолошки и педагошки аспекти на насилството и малтретирањето, односно булингот во училиштата, психолошки последици од изложеноста на малтретирање и насилство во училиштето и можности за нивно рано препознавање и превенција, позитивни европски практики за намалување на насилството во училиштата, како и наоди од најнови релевантни истражувања, спроведени кај нас и пошироко. По 27 пат и оваа година ќе се одржи традиционалното собирање за Бадник. Оваа година куме Љупчо Николовски, а желби за среќна успешна и берикет на 2019 година ќе посака здравичарот Миливое Алексиевски. На 23 декември во приделот на Говорлева краста ќе се бират бадникови гранчиња, а прославата е на Ден Бадник пред соборниот храм во Скопје. Собственикот на фирмата Белина Љупчо Николовски и резбарот, потомок од познатата мијачка Тајфа Мирчевци и инструктор по пливање Миливое Алексиевски, познат како Миле Сирма, се новите кум и здравичар за Бадник 2019 година. Кумот Николовски е бизнисмен, собственик на фирмата Белина, кој работи со градежни материјали и снабдување на големи фирми и посветен вински витез, а здравичарот, 85-годишниот Миле Сирма, е резбар, потомок од познатата мијачка Тајфа Мирчевци и тренер и инструктор по пливање. Моето задоволство што го прифатив ова од бадникарите ми представува голема чест, не само на мене, него и на моето семејство, што оваа година можам да кумувам за време на сите овие празници. Па да кажем искрено, се чувствам многу пријатно, изненаден сум што ми доверивте ова да бидам здравичар, да можам и понатака да творам нешто и да помагам во организацијата на нашето друштво. Со тоа што ми е желба да оваа нашава професија пренесеме на помладите и они да ја продолжат традицијата, да има, се вели, поколение кое ќе доследно ќе не наследат. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ во негово и во име на општината им честиташе на кумот и на здравичарот, како и на целиот бадникарски одбор и им посака на сите здравје и среќа да ги служи во иднината која предстои. Традиционално на 23 декември, предпоследната недела во декември, скопските бадникари ќе ги собираат бадниковите гранчиња на местноста Краста на падините на Водно, што на 6 јануари со години им ги делат на скопјани, на свеченоста на платото пред соборниот храм Свети Климент Охридски во пресред на Бадник. Се повеќе луѓе, а меѓу нив и многу млади, одлучуваат да ги постат повеќе неделните божикни пости. Меѓутоа, за разлика од минатото, кога храната за време на постот беше многу ограничена, сега голем број производи кои беа синоним за мрсна храна се нудат во постна варијанта. Но дали се навистина постни и дали треба да им се верува на производителите? За тоа нешто повеќе од прилогот во продолжение. Сигурно сте забележале дека во последно време се почесто на пазарот се нуди разновидна постна храна, која неколку неделните пости ги прави поиздржливи. Во екот на божикните пости сигурно имате направено список на намирници по кои строго се придржувате. Но ние имаме новост за вас. Никако немојте да им верувате на производителите кои нудат шницли и гулаш од соја, сирење и млеко на база на растителни производи, посен маргарин, посен еврокрем или посен мајонез. Вистината е дека верниците кои постат внимателно ги читаат состојките на производите и често запаѓаат во недоумица која храна треба да се смета за постна и да ја конзумираат, а која е сомнителна и не треба да се користи. Се покажало дека повеќето од тие растителни имитации на масна храна всушност не се постни. Многу е важно да ја прочитате декларацијата, бидејќи многу растителни сирења може да содржат некои состојки од животинско потекло, како што е казеин протеинот. Ако купувате растителен кашкавал, проверете дали содржи казеин протеин.
Посно е само сирењето од соја. Крем-бананите не се посни, бидејќи во нив се наоѓа желатин, кој се прави од животинско потекло. Истото важи и за гумените и желе бомбони. Исто така во многу пецива и тестенини има јајца или јајцево прав, затоа не секоја тестенина е посна. Например, лебот во некои пекари се премачкува со смеса која содржи јајца за да добие сјај и крцкавост. Не секоја рибина паштета е посна, па затоа се препорачува да се прочита декларацијата. Многумини исто така мислат дека смоките, како и останатите грицки слични на смоки, се посна храна, меѓутоа не е така. Тие содржат млеково прав и какао путер, а овие состојки не се посни. Ова се дел од производите кои треба да внимавате секогаш кога постите, а за да не бидете изманипулирани од производителот, најдобро е самите во домашни услови да си подготвите посна храна. И покрај кампањите и законските казни, и оваа година пукањето на петардите повторно ја најавуваат новата година. Во борбата против употребата на пиротехниката се вклучуваат како лекарите, така и полицајците. Едните со совети, а другите со казни. Најголема одговорност сепак се бара не само од продавачите, туку и од родителите на малолетниците кои пукаат петарди. Иако има уште 20 на дена до новата година, во вечерните часови веќе почнува да се слуша пукањето на петарди. Ова ја вжештува темата за употреба на пиротехнички средства, кои секоја година и покрај забраната и кампањите кои се водат, не излегуваат од мода. Новогодишната радост и желба за забава може лесно да се притвори во кошмар, токму поради неправилна употреба на пиротехнички средства. Оваа година, Одделението за превенција при СВР Скопје ја започна кампањата Среќна и безбедна 2019 година. Петардите не се играчки, со цел да се подигне јавната свест на граѓаните, првенствено кај малолетната популација, за опасноста и последиците од употреба на петарди и други пиротехнички средства. Застрашувачки е податокот кој вели дека на годишно ниво во светот страдаат над 180.000 лица од употреба на пиротехнички средства. Меѓутоа, повредените, како што велат од МВР, не се само малолетници. Меѓу нив има и возрастни граѓани, кои би требало со својот пример да покажат одговорно однесување пред децата. За жал, голем број родители од желба да им направат мала забава на децата, не сваќаат дека лесно ги доведуваат во опасност. Токму затоа од СВР Скопје упатуваат апел до родителите да не им купуваат петарди и други пиротехнички средства на децата. Од употребата на петардите најчесто страдаат рацете и очите, а за жал станува збор за трајни последици кои го отежнуваат понатамошниот живот. Што мислат за употребата на пиротехника како начин да се прослави новата година, ги прашавме и граѓаните. Од нивните одговори забележавме дека или се променила свеста кај населението за употребата на петарди, или имавме среќа да сретнеме само совесни и одговорни граѓани. Дали новата година би ја прославиле со петарди? Не. А дали на децата им дозволувате да користат вакви пиротехнички средства? Па мислам дека не треба да се дозволи такво нешто, пошто може да се доведе до голем ризик. Дали новата година би ја прославиле со петарди? Не. Дали новата година ќе ја прославите со петарди? Не. Што мислите за петардите? Дали децата треба да користат петарди за нова година? Не, ама се брзо. Што мислите за петардите? Дали децата треба да користат петарди за нова година? Никако, во секој случај. Дали ги знаете последиците од петарди? Секако. Секој треба да ги знаете. Ми се чини дека со експлозивно средство нема играчки. Така викаат. Што мислам дека престари сме за тоа и некако поминато е веќе тоа време, мислам. Не знам, може помладите генерации. А дали знаете еве за последиците од петардите? Па искрено, мислам сите сме поминале низ тоа, ја не се согласувам баш дека треба да се продава пиратерија. Ако веќе се продава, барем на соодветна возраст да се продава. Од Министерството за внатрешни работи велат дека во овој период од годината превземаат дополнителни акции за лов на дилерите и препродавачите на пиротехнички средства, за кои следуваат и соодветни пријави.
купувањето и активирањето на петарди или пиротехнички средства на јавни места, на улица, во дворови, влезови на станбени згради, представува законски прекршок, за кој е предвидена глоба од 200 до 500 евра. Доколку се набавуваат и дистрибуираат на пазарот, тоа представува кривично дело, за кое е предвидена парична казна или казна затвор до 3 години, а родителите на малолетниците што не навршиле 14 години ќе мора да платат од 600 до 800 евра, доколку нивните деца пукаат петарди, велат од секторот за превенција. На пазарите пак се бара петарда повеќе. Петардите во овој период од годината лесно може да се најдат на пазарите низ градот. Популарните пиратки имаат стандардна цена веќе со години, па така една кутија од 100 парчиња чини околу 100 денари, додека петардите со поголем динамит се над 150 денари. Почна пријавувањето за најубаво украсени објекти во општина Газибаба. Заинтересираните кандидати треба најдоцна до 24 декември да се пријават, а комисија ќе ги оценува на 25 декември по 17 часот. Општина Газибаба ја продолжува традицијата за избор на најубаво украсени објекти. И оваа година општината повторно го распиша конкурсот за најубаво украсени дворови, тераси, заеднички простор пред зграда, простор пред стопански субјект, градинки и основно училиште. Пријавувањето може да се направи телефонски или лично на едношалтирскиот систем во општина Газибаба, најдоцна до 24 декември до 16 часот. Пријавите потребно е да содржат податоци за контакт и адреса на живење. Пријавените објекти ќе ги посети комисија од општината на 25 декември по 17 часот. Целта на оваа новогодишна акција за украсување, како што информираат од општината, е заеднички да се разубави просторот на живење и работење, со што секој поединец ќе даде свој придонес во новогодишното украсување. Од наредната пролет во Скопската зоолошка градина покрај животните, посетителите ќе може да видат и околу 50 диносауруси во природна големина во рамки на Динопаркот кој го најавува раководството на зоолошката. Динопаркот не само што ќе представува атракција, туку ќе биде и едукативен центар за најголемите животни кои никогаш постоеле на планетата. Скопската зоолошка градина најавува уште еден новитет. Станува збор за Динопарк, за кој во моментов се работи проектот. Информацијата на социјалните мрежи ја соопшти раководството на зоолошката градина, а ние со цел да добиеме повеќе информации се обративме до портпаролот на зоолошката градина Тина Мицковска, која што ни потврди дека се во преговори околу изведбата на паркот, како и со потенцијални спонзори кои ќе го потпомогнат проектот, вклучително и градот Скопје. Очекувањата се дека од пролет наредната година ќе почне реализацијата на Динопаркот, во кој ќе има 50 диносауруси во природна големина кои испуштаат крици и се движат. Вакви слични тематски јура паркови има во големите светски и европски метрополи. Во наша близина ги има во Белград и на Златибор, соседна Србија, како и во Словенија. Динопаркот не само што ќе представува атракција, туку ќе биде и едукативен центар за најголемите животни кои никогаш постоеле на планетата, вели Мицковска. Шестиот интернационален детски фестивал на театар на Сенки, Сонот на облачето, ќе се одржи во периодот од 17 до 19 декември во МКЦ на сцената на Кино Фросина. Програмата вклучува представи од Германија, Обединетото кралство и Македонија, 2 работилници за театар за Сенки, изложба на рачно изработени лампи и по некое изненадување. Детскиот фестивал на театар на Сенки, Сонот на облачето, годинава ќе го доживее своето 6-то издание во периодот од 17 до 19 декември на сцената Фросина во просториите на Младинскиот културен центар во Скопје. На првата фестивалска вечер на 17 декември, со почеток во 19 часот и 30 минути, пред аудиториумот ќе се представи Ана Фабули од Германија, која што ќе го отвори овогодинешниот фестивал со представата Кралот жаба и други љубовни приказни. Во продолжение на фестивалското издание, на 18 декември, со почеток во 19 часот и 30 минути, ќе се одржи премиера на представата Алиса и чудата во изведба на театарот Сенки и облаци од Македонија.
Последната фестивалска вечер ќе ја одбележат 3 настани. Со почеток од 18 часот најпрво ќе биде прикажан 5-минутниот анимиран филм Нотва, кој е инспириран од бегалските приказни. Веднаш по него студиото Абстракт од Македонија ќе ја изведе танцовата представа Снежана и 7 џуџиња. Овогодинишното издание на фестивалот Сонот на облачето ќе биде затворен со извидбата на представата Птици на германката Мари Донат. Во текот на фестивалот ќе бидат одржани 2 работилници за изработка на кукли за театар на сенки, додека во фоајето на сцена Фросина ќе биде поставена изложба на рачно изработени лампи. Организатор на фестивалот е Театар Сенки и облаци од Скопје, Министерството за култура и градот Скопје. Како единствен фестивал од овој тип во поширокиот регион, фестивалот Сонот на облачето успешно придонесува кон интернационална и локална афирмација на театарот на Сенки, а воедно е една од ретките манифестации кај нас, што во континуитет прикажува представи од странска продукција пред детската македонска публика, велат организаторите. Билетите се во продажба на билетерницата на Младинскиот културен центар по цена од 150 динари, како и онлайн на bileti.mkc.mk. Утре попладне и в петок се очекуваат повремени врнежи претежно од снег, а на места ќе се формира нова снежна покривка. За време на викендот ќе превладува облачно време со повремен локален дожд на пониските места и повремен снег на планините. По одделни котлини ќе има појава на слаба магла. Температурата утре ќе го достигне 4 степен, како и во петок, а в сабота и недела ќе го достигне 7 степен. Со оваа информација ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.